Добар ден, криптоентузијасти. Денеска имаме интересно видео според вашите гласови, знаете и сами. Многу често правиме ваков тип на гласање, оние кои се нови на нашиот канал можеби не им е познато, но ваков тип на гласање најчесто означуваат како понатаму ќе продолжи нашата работа, па така и во оваа ситуација, значи веќе обработивме техничката анализа, обработивме и економија и Bitcoin вести, а денеска според вашите гласови следни за обработка се крипто супер пак лоби видеото, кое што спаѓа во едукациони видеа. Пред да продолжиме да објасниме каде се тоа може да го најдете доколку не го гледате моментално или ова доколку сте нови на нашиот канал. Значи во текот на утрешниот дел имаме специјално неделно видео за кое што исто така вие гласавте, а тоа е практично видеото за Ethereum против алткоини. Овие две останати видеа ќе ги обработиме во некои понатамошни недели, затоа што се малку по-специјални, па така и ги чувам за посебни денови. А додека во текот на следната недела веќе имаме две останати видеа кои што треба да ги направиме според последното гласање, а тоа се Altcoin Вести и Bittensor DAO. Сега во однос тоа како ќе имам време, така ќе ги добивате овие содржини. Тоа што сме закасиле не значи дека сме ги заборавиле, но нели едноставно некогаш поради тоа што немам доволно време, не можам да се запази оној ред по кој што веќе се најавени содржините, но во секој случај знаете и сами дали ќе пропуштиме еден ден во неделата, тоа не го менува фактот дека и понатаму ќе обработиме се што сме ветиле на македонската јавност. Така да тоа е во однос на што да очекувате, значи во текот на утрешниот ден очекувате го видеото за Ethereum против алткоини, а од понеделник прво ќе ги обработиме Altcoin Вести и Bittensor DAO, а потоа ќе продолжиме, претпоставувам повторно со уште едно гласање. А за оние кои се нови на нашиот канал, нормално прво би напоменал да го погледнат ова видео на самиот врв, затоа што имаме повеќе од 1000 видеа, има многу содржини и е добро да го изгледат ова видео со цел да утврдат што би сакале да гледат на нашиот канал, затоа што овде ќе имате точна содржина каде може да ги најдете тематиките кои што ви интересираат. А за оние кои што прв пат го гледат нашиот канал исто така, денешното видео спаѓа во напреден курс за техничка и фундаментална анализа, каде што веќе имаме 116, ова е 117-тото видео, што се 117 видеа во кои што може да научите се што ви е потребно од техничка анализа и чартање, па преку нормално економија и финансии и се што е потребно за да знаете во криптосферата, за да би биле успешен инвеститор. Така да погледнете овој курс, ова е безброј часови направени, бесплатно за македонскиот народ. Жално е сето тоа да стои така неискористено. Значи уште еднаш ќе напоменам, идејата на каналот е да го информираме и едуцираме македонскиот јазик, македонскиот народ што повеќе за економија, финансии и крипто сектор. Денеска ќе зборуваме за една многу битна тема и многу од вас се уште не сваќаат колку е битна, верувам дека после ово видео ќе ви се разјасни. Имаше еден интересен коментар, односно порака добиена од некој кој што гледа нашиот канал, вели: "Не сакам да те гледам затоа што мислев дека премногу мешаш политика во ова, мислев дека треба да гледам само повеќе економија или пак повеќе крипто, но кога почнав да гледам твоите видеа, разбрав дека сето тоа е поврзано." Да, она што ние постојано го зборуваме, политиката е неминовен дел од сето она што моментално го гледаме во економијата, финансиите и крипто секторот. Не може да учествувате во едно без да знаете што се случува во другото, затоа што уште еднаш ќе напоменеме, глобалната макроекономија е буквално една голема машина која што е директно инфлуенсирана од политика, геополитика, конфликти и технологија и така натаму, и сето тоа треба да ви биде познато кога влегувате во одредена инвестиција за потенцијално истата да биде успешна. Сега ќе ви покажам колку многу е битна политиката кога станува збор за крипто, и тоа во оваа ситуација исклучиво само во Мурика. Нормално ова не е ограничено само на Мурика, но како функционира моментално кај нив. Зошто е толку битно? Повторно мораме да го напоменеме ово. Знаете и дека јас генерално сум најголем противник на оваа земја, ако некогаш сте запознале некој таков, но во исто време мораме да бидеме реални и да сватиме дека станува збор за најголемата финансиска сила се уште во светот, која што, сакале не или не, има голема адаптација на криптосферата. Ќе го покажеме и тоа и денес, така да не можеме да не обрнуваме внимание на оваа земја, кога најголемиот дел од инвестициите во крипто, сакале или не, доаѓаат токму од оваа земја. Така да мораме да обрнеме внимание. Тоа е поентата со економијата, истата не е обоена, не ја интересира дали сте вие комунист, капиталист, фашист или што и да сте, туку ја интересира моментално како функционираат бројките, се разбираме. А сето тоа, уште јас ќе напоменам, е директно инфлуенсирано од се она што се случува околу нас, многу јасно и многу од овој ефект доаѓа од политиката. Еве, чисто онака за почеток,
Значи, верувам дека сте сретнале ваков тип на вести, посебно во последно време, од типот на Crypto Bros United, мада овдека дури не ви ја даваат, ни името не ви го даваат на супер пакот. Значи, ќе објасниме се точно што уствари представува оваа крипто лоби заедница, со тоа што овдека гледате, значи за 2024 изборите собрале $100 милиони. Тоа може да го најдете на многу различни начини напишано. Овдека уште еднаш, значи за надпреварот за тоа кој ќе добие Конгресот и Сенатот, 100 милиони добиени од крипто значи нели оваа организација, 25 милиони уплатени во крипто пак само од Ripple, верували или не. Потоа имате овдека Jump Crypto дава 10 милиони, можете да најдете Winklevoss Brothers исто така инвестираат. Се ќе покажеме идејата која е. Значи прво треба да се запознаеме што уствари представува ова пак што сите го зборува. Така. Значи по дефиниција, што уствари представува оваа организација? Вели супер пак представува Political Action Committee, односно политички комитет за акција. Што истиот прави? Сега ќе објасниме во детали. Значи само да погледнете само колку моментално финансии се собрани во претходните избори за избори и председателски избори. Со оглед на фактот дека кај нив на секој 4 години имате председателски, а во разлика помеѓу председателските и нели она Конгрес и Сенат имаат 2 години, така да практично на секој 2 години имате некаков тип на практично во оваа ситуација избори, со тоа што гледајте, значи до 2010 практично не постоеле, но од 2012 година па наваке. Значи ова се милиони. Овдека имаме 500 милиони биле собрани 2012, нешто помалку од 2014, во 2016 веќе 1 милиарда, тоа е само зеленава, значи зборуваме. Значи $1 милиарда за кампања на политичари била собрана од ваков тип на организации. Со тоа што од 2020 година, се уште немаме 2022 и 2024 очигледно потатоци, не знам зошто, 2020 година се издигнало до скоро $2 милиарди. Значи $2 милиарди се собрани преку овие супер пак организации. Значи повторно ова не е јас и некој друг сме се собрале, па као сме одлучиле да собереме пари, не. Значи ова мора да биде легално регистрирана организација. Погледнете, значи ова е практично нивната страна, каде што сето тоа мора да се регистрира. Значи мораат буквално да пријават која е нивната цел, зошто постои оваа лоби група, кои се нивните инвеститори, на кого му ги даваат овие средства. Значи се мора да биде целосно легално и целосно транспарентно за јавноста да види кои се овие пак групи и на кого му инвестираат. Верували или не, во Мурика има и така наречени dark money, за кои што нема да разговараме денеска, но тоа е слично на овие супер пак организации кои што пак не мораат да прават disclosure за тоа кои се нивните практично инвеститори. Значи тоа е таа израелска банкарска екипа, но нема да навлегуваме таму, тоа е друг муабет. Сега ќе разговараме за оние кои се транспарентни, кои што нас се битни, затоа што крипто лоби групата, која што ќе ви кажам која е во следниот слайд, потекнува точно во овие организации. Со тоа што како функционира, значи ова се 5 основни правила како функционира една супер пак организација. Вели, Super PAC must operate independently from the candidates they support or oppose. Вели, самите супер пак организации мораат да постојат и функционираат независно од кандидатите кои што ги поддржуваат или на кои што се противат. Со тоа што овие пак организации не се само за поддршка, истите може да бидат и за противени. Значи, по моментално пример, постои републикански пак, кој што единствена цел му е собирање на средства за антикапања на Трамп. Верували или не, но тоа е тоа, Мурика, демокрација, Brotherhood, така. Втората главна, да речем, карактеристика, значи може да примаат нелимитирано, значи без никаков лимит, контрибуции, значи донации, од индивидуи, корпорации, юнион, ова се синдикати и други групации. Значи дека било кој може да уплати и даде пари во овие пакс, така, нема ограничување, може да трошат исто така нелимитирана количина на пари од она што го имаат нормално, за да поддржат или пак да се противат на некој политички кандидат. Во оваа ситуација, значи, ако станува збор за генерални избори, истите можат сето тоа да го искористат цел да поддржат или се противат на демократската или републиканската страна, или пак во оваа ситуација ги користат овие пари за поддршка, да речем, на одреден кандидат политички,
да стане конгресмен, да стане сенатор, да стане гувернер на одредена земја, се разбираме. Сето тоа е дозволено и во оваа ситуација нормално истите ги користат и за претседателските избори, каде што практично или се противат или помагаат на одреден кандидат да добие претседателската функција. На тој начин практично се користат овие пари. Вели, Super PACs can also use their funds to conduct research and polling as well as engage in get out the vote activities. Значи, овие Super PACs не мора само да ги дадат своите пари на кампањата со цел да помогнат. Затоа што знаеме дека во Мурика, демократската, републиканската, секој за себе политичар си пара практично своји спонзори, така. Значи, да не се значи, тоа е многу интересна работа, само да ви покажам како функционира. Односно, овдека многу добро го кажува тоа Робин Вилијамс, за жал не е помеѓу нас веќе еден од многу добрите комедијанти во Мурика. Вели, политичарите треба да носат, вика, јакни, вика, како возачите во Наскар, вика, со спонзори, вика, да знаеме, вика, кој ги поседува. Буквално така е во Мурика, да се разбереме. Значи, еве, тоа доаѓа директно од негова уста и верувате ми е сосема на место, се што е кажано е сосема реално. Значи, слушајте што има да каже он во врска со ова. The fact that we could laugh is wonderful. The last few years we've been divided though. Red states, blue states. There are no red states and blue states, there's only the United States of America. That's what we're about. That's why I say you can't spend $200 million on a campaign and not be owing people something. And the next thing you know, they have to deal with the special interests. Вика, не можете, вика, да потрошите $200 милиони, вика, на кампања, вика, а ништо да не им должите, вика, на луѓето. Then you know, they're doing special favors for special people and not dealing with what you need. Education, healthcare, environmental issues. They have to... Вели, мораат да направат специјални услуги за специјални луѓе на кои што им должат, вика, а не вас на обичните граѓани, вика, се работите кои што ви се потребни како образование или пак нели прочистување на околината и така натаму. To deal with oil companies, chemical companies, drug companies, and they owe them. Вели, мораат, вика, да завршат прво, вика, со компаниите, вика, за нафта, компаниите за химикали, компаниите за фармацевско производство, вика, затоа што им должат. And in the process, people get neglected. И во процесот, вика, секојдневниот граѓанин е, вика, буквално занемарен. Poor have no advocate because the poor can't afford a lobbyist. Вика, сиромашите, вика, немаат право на глас затоа што сиромашите не можат да лобираат. Сега се враќаме на тоа што го зборува на самиот почеток. Значи, овие Super PAC, големи организации кои што имаат милиони, се тука да помогнат на одреден кандидат во research and polling, односно помагаат со плаќаат реклами, прават ресерч програми, уплаќаат цели емисии да се зборува за политичарот. Политичарот оди на некоја телевизија, они плаќаат се што е потребно за да речеме интервју. Дополнително, вели, engage in get out the vote activities. Ова е као наводно ги тераат луѓето да испаднат да гласаат, но не е ништо друго освен обична реклама да гласаат за нивниот кандидат. Се разбираме? Значи, овие кандидати се директно поседувани од оние лоби групи кои што платиле за нивната кампања. Без лоби група вие не можете да станете политичар во Мурика. Тоа е тој напреден капитализам. Се разбираме? Она што досега го зборувавме, па сега што е интересното? До сега нашата индустрија беше премногу мала за да учествува во се тоа, се разбираме. Сега нашата индустрија е премногу голема, затоа што лоби групите во Мурика се најчесто бизниси кои што се ограничени на Мурика. Крипто е глобално. Coinbase, Ripple, во оваа ситуација Winklevoss и нивната Gemini платформа, тоа се глобални организации кои што имаат многу повеќе пари од локалните организации во Мурика. Сега ќе го покажеме и тоа. И значи, вика, најчесто ваков тип на Super PAC организации се директно финансирани од мала група на многу богати донатори. Точно. Она што сега моментално го кажавме. Еве која е таа група. Значи, групата се нарекува Fairshake. Тоа гледам никаде не го ни пишува, дури кога и читате овие вести пишува крипто лоби група. Крипто лоби групата се нарекува Fairshake. Каде што вие можете директно, еве, толку е едноставно, погледнете. Нема ништо на страната. Кои се? Што се обидуваат да направат? Некои вести кои што испаднале за нив, тоа се вестите кои што горе-доле ви ги покажа веќе. Значи дека има големи донации и тоа е се. Се разбираме? Значи која е идејата? Кратко и јасно. Тоа е се. Значи нема многу информации, тоа е проблемот. За повеќе информации моравме малку да копаме, како и секогаш.
ова е Open Secret фондација која се занимава буквално со ова. Да објави што повеќе информации за овие лоби групи, за луѓето да знаат кој зашто лобира и зашто политичарите ќе се борат. Со тоа што Fairshake пак, погледнете. Значи, во текот на 2024 само, успеале да соберат 177,88 милиони долари само за лоби. Се разбираме? Значи, ова се пари дадени за лобирање, од кои веќе потрошиле околу 70,88 милиони. Значи, они мораат тоа јавно да го покажат, се разбираме? Значи, добро, сега овдека не дека некоја голема разлика, но идејата е, покажува, значи, до 31 мај официјално колку собрале и колку потрошиле. Така. Сега, ако продолжиме на следниот слайд, значи, овдека да видиме како изгледа во однос на тоа кој инвестира, така. Значи, тоа е најдобриот дел, каде што овдека може да видите точно кој учествува во овие пак, според тоа знаете, уствари кој ги поседува овие политичари, се разбираме. Значи, колку жално вистинито. Значи, кај нас барем се пробуваат да се кријат овдека нема брат пазаре, се разбираме. Значи, кој колку купил, се разбираме. Погледнете сега. 25 милиони од AH Capital, искрено не знам кои се, но 25 милиони од Ripple, 25 милиони од Coinbase, 20 милиони од Ripple, 15,5 милиони Coinbase. Добро, Марк Андерсен е инвеститор, Хоровиц Бен е еден од најголемите инвеститори во крипто. Jump Crypto, верувам дека сегде сте го слушнале. Истите уште еднаш. Jump Crypto, Coinbase, значи погледнете, Winklevoss исто така, значи и Circle еве го исто така, да не заборавиме, да видиме дали уште некој има што не сме го виделе, тоа ова се индивидуи, не ги знам сите, не можете да ги знаете, но погледнете, значи колку големи институции, пак ќе кажам, значи Coinbase, Ripple се институции, исто така Gemini, Winklevoss, Jump Crypto, тоа се институции, се разбираме. Погледнете колку големи суми на пари. Зошто би дале 20, значи, еве да споредиме. Ripple треба да прати 100 милиони долари казна, а дал 25 милиони два пати поред за криптолоби. Значи, Ripple веќе половина од казната што треба да плати на секи ја дал, како, значи, неповратни средства за криптолоби. Мислите дека тоа е туку така, мислите дека тоа е џабе дадено? Значи, тоа се огромни суми на пари, така. Погледнете сега. Кои се топ 20 пакови, така? Со тоа што овдека малку подобро се гледа, значи, еве, според тоа колку собрале, така. Значи, не ни интересираат другите, сега нема да навлегуваме какви лоби има, тоа ќе треба да останеме тука цел ден. Четврт по големина, погледнете. Значи, 2024 година, четврт по големина е Fairshake пак или тој што е пак за криптолоби. Не ни интересираат другите, но во споредба со останатите, он е четврто место за само 1 милион долари. Значи, за 1 милион не е на трето место, се разбираме. Значи, само на Trump Make America Great Again има 1 милион долари повеќе од овој. Се разбираме. Значи, уште еднаш Coinbase да даде 20 милиона и ќе стигне на трето место. Само да ви покажам колку е голем. Значи, погледнете. Од топ 20, он се наоѓа на четврто место за само 1 милион долари не е на трето. Така. Што значи дека станува збор за четвртата, тоест повторно, третата по големина најголема лоби група во Америка. Сега јасно ли ви е колку е големо криптолобито? Затоа што многу луѓе си кажат, таа некој дал некоја инвестиција. Не, станува збор за легитимна организација која што работи на што повеќе крипто да биде прифатено, легализирано и нормално, значи да се привлече што повеќе крипто во Америка. Ова е многу битно. Ќе покажеме кои се неговите резултати на самиот крај. И зошто е тоа толку битно и зошто е тоа толку големо во Америка? Не е ова за џабе. Значи ова се најнови податоци, значи на Visual Capitalist има доста интересни податоци, би ви препорачал да го следите ова како страна. 7 мај 2024 година. Значи ова е старо месец и половина, еве два да речеме, така. Погледнете кои се топ 10 земји според процент и според големина на населението кое што поседува. UAE, United Arab Emirates или Обединетите арапски емирати со 30% од населението или 3 милиони вкупно жители. Виетнам 21 со 21 милион и на трето место, а на прво е 15,6% Мурика со 53 милиони жители. Нема да навлегуваме натаму, не е нешто посебно битно, но зошто е ова битно? Погледнете и другите земји. Погледнете колку жители има Америка моментално кои што имаат крипто. Америка има околу 550 милиони жители. Што значи дека 10% од населението во Америка поседува крипто.
Сега јасно ли ви е колку е голема оваа маса на луѓе кои што поседуваат крипто? Значи, не можете вие, кога 10% од вашето население прави нешто или го поседува тоа нешто, вие да го игнорирате. Значи, дошло време каде што веќе бројката на луѓе кои што инвестираат во оваа сфера е премногу голема и не можете да ја занемарите. И затоа најнаш толку многу се смени работите во овој циклус за овие избори и за овие претседателски избори во Мурика. Сега, да не заборавиме дека, како што кажавме, лоби групи постојат и во обратна ситуација, се разбираме. Значи, постои една вештерка, така наречена Баба Ворен, чија што работа буквално во последниот период стана како да бидеме против крипто. Така. И, значи, станува збор за, како да кажам, значи, баба која што буквално не разбира, ама 1% од технологијата. Значи, 1% од технологијата не разбира, но, замислете сега, ова се тие луѓе кои што се борат против вас. Значи, има моќ, се ставени на функција уште Господ знаат кога, се разбираме, и без да разберат технологијата, без да сватат како технологијата функционира, они се тука да се борат против вас, нема потреба да учат, нив не им се допаѓате, не сакаат да се смени моментално банкарскиот систем и они се против вас. Еве, за да разберете колку не ја разбира бабава, ова беше интервју пред само една година, слушајте што има она да каже кога станува збор за купување биткоин, например. Like one of the central debates on, and I do want to separate crypto from cryptocurrency. Sure. Which is, if I buy Bitcoin, am I buying a share of stock, or am I buying a pork belly, or am I buying euros? What am I Are buying? you buying air? Oh wow! Okay, you're going in. What is I'm going it? in. Yeah. What is because it? that's the point. Is that it's you're buying something that other people believe either is going to go up in value, presumably that's why you're buying it, or think it's going to go down in value, which is presumably why someone else is selling it. Значи, она објасни моментално, ама буквално сите инвестициони капитални средства во светот ги објасни во оваа реченица. Значи, они купуваат нешто кое што очекуваат дека ќе порасне или ќе се намали во вредност. Па тогаш која е разликата од луѓето што купуваат акции во Apple? Која е разликата од луѓето кои што купуваат, не знам, злато и сребро? Од друга страна, не заборавајте на многу битна работа. Ова е сенатор кој што стои позади американскиот долар, кој што буквално представува тоалетна хартија во боја и нема никаква вредност. Арно, ама биткоин е купување воздух, се разбираме. Но книжишиња во боја, така, кои што буквално некој одлучува во која количина ќе бидат испринтани, тоа е вредност. Но ова каде што имате финална количина и кое што е дигитално во ред, но е непроменливо, е неотуđливо, е само ваше, тоа е воздух, се разбираме. Значи, со фактот дека она, знаете како стариве како функционираат. Ако не можам да го видам, значи што купувам. Се разбираме. Во таа ситуација тогаш дали можете да видите, кажете ми патент. Значи патент на некој изум, може да го видите? Не. Ама не можете да го користите, затоа што не е ваш. Може само тој што го поседува патентот да го користи. Пробајте да го искористите и ќе видите што ќе се случи кога ќе ве тужат. Па ќе ја прашам Баба Ворен да ни објасни како тоа воздух поседува некој, а никој не смее да го користи. Затоа што е интелектуално право, така? Значи има многу такви категории кои што се воздух, но се воздух кој што не можете да го користите затоа што е на некој друг. Се разбираме? Значи еве, тоа е проблемот со ваков тип на бабетини, кои што ама буквално, значи благи ве занимаат од оваа технологија, но се тука. Israeli officials have confirmed that Hamas received millions of dollars. Значи се тука да ни кажат дека сме грешка. Israeli Значи, се тука да не заштитат. Тоа е најголемиот проблем, тоа е најголемата глупост која што постои. Они се тука нас да не заштитат, со нула знаење за одредена ствар, така? Да не забораваме пред само неколку месеци, она и уште еден таков дудлач, Джейми Даймон од нели најголемата банка во светот JP Morgan, зошто ли JP Morgan е против биткоин? Чудо. Заедно истапија на Сенатот да видиме што имаа да кажат и сега нели и ова, значи првата фама беше како купуваме воздух, така? Значи очигледно не знае што зборува. Значи сенатор на Мурика да каже ваква глупост, но како и да е. Втората е дека крипто се користи само за криминалци. Еви, сенатор на Мурика, оваа неписменава, и уште еден кој што нормално мора тоа да го каже, затоа што издигнувањето на крипто значи смрт на банките. Нормално дека он ќе ги штити банките кога е најголемиот CEO на најголемата банка во светот, така? Да видиме што имаат да кажат бандитиве.
Officials have confirmed that Hamas received millions of dollars through crypto transactions, including, quote, large sums from Iran. Mr. Diamond, you've been CEO of JP Morgan for almost 2 decades. Can you explain why crypto is such an attractive financial tool for terrorists, drug traffickers, and rogue nations? Значи, вакви бабетини испаѓаат на телевизија и кажуваат како крипто се користи само од криминалци, терористи, трговци на дрога и она сега што вели. Вика, израелската армија утврдила дека не знам колку милиони долари биле пратени од Иран на Хамас. Така. Значи, да не забораваме дека истата таа израелска армија го користи крипто, практично Binance, Coinbase, Kraken, за да ги фати овие луѓе и да ги замрзне овие средства, затоа што за разлика од доларот кој што нема никаква трага, крипто е технологија која што е јавна. Што значи дека јасно се гледа кој на кого праќа и кој ги прима овие пари. И ако знаеме дека Хасан е терорист, ќе му ги замрзнеме парите. Тоа со доларите не е возможно. Само она што заборави да го каже е дека ако Хамас примил 40 милиони долари во крипто, сигурно примил и 400 милиони долари во зелена тоалетна хартија, која што не може да биде следена, која што е број 1 средство во светот која што се користи за криминални активности, а посебно за перење пари, тоа што постојано кењаат, но крипто е битно. После тоа ќе видиме, имаме еден многу интересен извештај од Chainalysis да видиме колку е тоа многу крипто што се користи во илегални во илегални активности. I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, etc. You pointed out the only true use case for it is criminals, drug traffickers, anti-money laundering, tax avoidance, and that is a use case because... Да, затоа, кога ќе отидете во Мексико, картелите чуваат цели соби со зелена тоалетна хартија. Затоа, пошто крипто е број 1 за трговци на дрога. It is somewhat anonymous, not fully, and because you can move money instantaneously, and because it doesn't go through, as you mentioned, all these systems have been built up over many years, know your customers, sanctions, OFAC. Зошто они може да прават трансакции надвор од наша контрола? Тука е проблемот, се разбираме. И ова антилоби група моментално се обидува да му каже на целиот свет, на американската јавност, дека крипто е лошо, само криминалци го користат и ние не го контролираме. Тука е најголемиот проблем. Како смеат они да не прашаат нас, а да прават помеѓу нив трансакции на капитал? Се разбираме каде е проблемот? И да видиме што има да каже за крај Ташаков. They can get bypass all of that. If I was the government, I'd close it down. Israeli officials have confirmed that Hamas received... Ама ти не си владата, тоа е проблемот. Сега. Значи, бараше нели нормално да не заборавиме од владата да се блокира, тоест да се банира се што е крипто, почнувајќи со биткоин. 2024 година, најнов извештај од Chainalysis, светски позната компанија која што се користи за ловење криминалци и за замрзнување на крипто, кога станува збор за криптоменувачници, која што буквално тоа е и работата. Да брка криминалци и да води статистика за криминал. 24,2 милиарди долари биле користени за илегални активности. Значи, што и да е? Дали било кражба, дали било дрога, дали било тероризам, значи 24,2 милиарди. Со тоа што тероризам, погледнете каде е ова тука. Значи тероризам е негде околу, поменавам, 1 милиарда да речеме, така. Сега, многу кога ти кажете 24 милиарди, си кажете, леле, колку пари за криминал се користат. Но, кога ќе го споредиме тоа вкупната количина на пари во крипто, тоа представува 0,34% од вкупниот маркет кап. Или од вкупната количина на трансакции. Значи 0,34 не е ниту 0,5% од вкупната количина на трансакции во крипто, која што била за криминални активности. Па тоа е рекорд. Значи ова е рекорд, ова е невиден рекорд. Вие имате помалку од 0,5% од вкупната количина на трансакции во крипто светот, која што била користена за криминал. Ете, толку треба да знаете кога станува збор за вакви ретарди и кога истите се обидуваат да ни кажат, нели, каква е вистината. Они ни кажуваат нас каква е вистината. Значи, нели, да не забораваме дека ова е близко негде и до крипто маркет капот, со оглед на фактот дека моментално е 1,3 трилиони, че ова е пак оприлика некој помалку од 1% и така нешто. Како и да е. Че да не навлегуваме сега у тоа, но каде е главниот проблем? Ова е исто така конгресмен Шерман, еден од моите омилени,
кој што кажа нешто, јас не можам да си верувам дека некој од нив имаше муда ова да го признае макар и на шала, замислете. Значи испадна и почна да јаде гомна за криптоброс, како што они нарекуваат нас, но си кажа се што треба да знаеме каде е проблемот на Мурика. Make money literally by making money, and they've made over $1 trillion out of thin air. They'll accuse the U.S. government of making money out of thin air. Maybe we do, but we're the U.S. government. Crypto. Вели, крипто браќата вика, направија вика пари во крипто вика, буквално вика од воздух, така. Но вика, може би нас ќе не обвинат дека ние го правиме истото, вика, но ние сме муриканската влада. Значи сега гледате какви дупли, не се ова, тродупли стандарди. Значи ако некој тоа го прави на глобално ниво, како заедница, тогаш е криминал, тогаш мора да се забрани да се банира. Но ако некој го прави како влада на Мурика, затоа што нели Мурика е во прашање, па тоа можеме ние да принтаме вика пари од вика од чист воздух, вика па ние сме владата на Америка. Значи дали разбирате до каде оди ретардираноста на овие диносауруси кои што моментално одлучуваат за нашиот финансиски систем. Тоа е финансиски систем во кој што треба ние да живееме, нашите деца да живеат. Значи он отворено ви каже дека они може да принтаат колку сакаат пари, затоа што се Мурика, а вие не смеете да го правите тоа затоа што вие не сте Мурика, така. Значи тоа е демокрација брудерхуд, така. Значи како тоа вие смеете да функционирате надвор од наша контрола. Значи ретардираноста на западот е на завидливо ниво. Сега, откако го објаснивме се тоа, значи ова се диносаурусите кои што имаат своја армија, верувале или не, да се бори против нас. Значи оваа вештерка Ворен, буквално собира сенатори, конгресмени, у превод, значи влегуваш у гериатрија клубот, кај ни верувам дека имаат плюс 65 години клуб, кај што се што е диносаурус е на исто место, доаѓаш ги собираш и викаш сега ние ќе се бориме против напредок и технологија, така. И уште еднаш. Значи истата оваа гуска вели како може лоби да се користи за крипто. Значи кога има лоб, пазите сега до кој степен оди. Кај нив производителите на оружје имаат едно од најголемите лоби кое што некогаш го видел светот. Тоа е сосема нормално. Значи нормално е да имате лоби кое што буквално кажува никој не смее да чепка закони кои што се користат за секојдневниот граѓанин да има дома арсенал како војска. Така. Значи деца може да се шетаат со УЗИ, со М16, тоа е сосема во ред. Тоа лоби не е проблем. Имате лоби на банкарите. Тука веќе да не ни навлегувам, значи за ова лоби ми е исто така омилено. Имате лоби на Израел, каде што може геноцид да правиме. И 2 милиона луѓе да ги убиваме секој ден постепено, и тоа додека се тоа води на телевизија, ама крипто лоби не смее да има, така. Имате лоби на фармацевска индустрија. Значи правиме се што може да ги направиме луѓе зависни од, не знам, се, така. Имате нафтена индустрија, која што е еден од најголемите загадувачи на светот, така, глобално. Но криптоиндустријата е проблем. Вели како може крипто, не смее лобиинг, каков лобиинг крипто, значи нови се они, не можат да имаат лоби, така. Значи од каде доаѓа проблемот? Затоа што ова лоби на крипто не е мало. Станува збор за трето најголемо лоби во Мурика. Запишете колку сме порастале како индустрија, така. Значи во исто време вели, не смее вика бивши функционери вика од нели државни органи да се вработуваат во крипто компании. Кој го вели тоа? Сега не се и текнало така, се разбираме. Значи ако истиот тој бивши, не знам, сек чермен отиде да работи во корпорација за производство на оружје, тоа е во ред, така. Ако некој од овие што се не знам бивши конгресмени отиде да работи во фармацевска индустрија од најголем тип која што произведува вакцини за ковид и други измислени болести, тоа е супер. Но ако некој од овие бивши функционери отиде да работи за крипто компанија, тоа е проблем. Се разбираме? Значи гледате до кој степен оди ретардираноста на овие фосили. И значи овдека многу добро кажано од бивши судија, вели моментално армијата на Уорен против крипто е ајсберг, односно санта мраз, која што полека се намалува. Првенствено заради тоа што низините најмлади членови се негде околу 75 години, а второ поради тоа што да не заборавиме дека не можете да застанете против технологија. Значи невозможно е да не се навраќаме намаза, така. Исто како што моментално весници не постојат затоа што постои интернет, исто како што моментално радио никој не слуша затоа што има телевизија, па веќе ни телевизија никој не гледа затоа што има интернет, така.
И ред на назад, значи поштата, имејлот, значи колку ги има, не број нема, така. Значи и оваа вештерка, како и многу останати, ќе бидат заборавени со тек на време, но треба тоа време да помине. Уште еднаш ќе напоменам, не можете вие да имате 1/10 од својот народ во оваа ситуација во Мурика да биде инвеститор во крипто, а вие да се правите луди. Значи тоа има време, има expiry date, како што моментално можеме да видиме. Сега, кои се досегашните резултати? Прво, како што видовме до сега, резултат е дека Елизабет Уорен очигледно е занемарена. Се разбираме, она има некоја маса на луѓе кои што се уште имаат некои, да речем, како да кажем, сила и во Конгресот и во Сенатот, затоа и моментално гледаме дека криптозаконите се закочени, не одат натаму, гериатрија Џо става вето на закони, се уште постои Chokepoint 2.0, што значи дека антикрипто лобито е се уште доста активно и реално се уште прави доста спрепки. Но гледаме една целосна промена. Сега ќе го објасниме тоа. Значи кои се практично гледаме дека се поголемо и поголемо влијание има криптоиндустријата врз муриканските избори без разлика дали се Конгрес, Сенат или пак се председателски. Значи тоа е неминовно и тоа го гледаме преку резултати. Сега ќе видиме. Значи дојдовме во ситуација во која што успеа да поминат и на Конгрес и на Сенат правило кое што го поништува законот, кој не е закон, туку е правилник кој што го донесе СЕК и дозволува на банките да држат крипто инвестиции. Се разбираме? Значи, буквално, успеа да го направат тоа и на Конгрес и на Сенат. Значи дека има маса на луѓе кои што се веќе платени и купени од крипто, кои што успеа да го поминат овој закон, кој што треба да го спречи Chokepoint 2.0. Што направи гериатрија Џо? Blue screen of death, freestyler Џо на дебата, што направи? Стави вето. Но повторно, ја верувам дека и таму е иста ситуација како кај нас, доколку истиот овој закон помине преку Конгрес и Сенат, истиот ќе биде усвоен. Од друга страна, да не забораваме дека на гериатрија Џо му се одброени деновите, ноември ќе кажеме папа и ќе оди во старачки дом, очигледно, ако стаса до таму. Како и да е, значи, ова немаше да биде возможно ако немаше крипто лоби во Мурика. Да не забораваме дека има уште многу битни два закони, од кои што еден успеа да поминат. А тоа е, значи, иако се уште чекаме се тоа да биде завршено, има најава од канцеларијата на гериатрија Џо дека нема да биде нема да добие вето. Односно, законот со кој што Конгрес направи јасна разлика, практично разделба на тоа што представува хартија од вредност, а што не представува. Со тоа што сите криптовалути кои што ќе ги исполнат, дека многу пати сме зборавале кои беа уствари условите, ќе ги исполнат овие услови, нема да потпаѓаат под Комисијата за хартија од вредност, односно Гери Гангстер, туку ќе потпаѓаат под Комисијата за регулирање на ресурси. Што значи во оваа ситуација имате многу порелаксирани правила на функционирање на криптовалутите кога истите ќе бидат под CFTC доколку се доволно децентрализирани. Но ова немаше да биде возможно и немаше да помине на Конгрес ако не постоеше крипто лобито, се разбираме. Значи овие пари кои што ние ги видовме овдека, така, значи каде што видовме дека истите собрале 170 милиони, така, значи 177 милиони, така. Од кои 70,8 милиони биле дадени. Се дадени во претходните избори кога имавме избори за Конгрес и за Сенат. И ова е уште 2023 година, не знам што дека стои 2024, можеби е затоа што вкупно заедно ги избираат, не сум сигурен, како и да е. Идејата е дека еве како се функционира. Гледате, значи кога ќе потрошите 70,8 милиони долари за плаќање на политичари, еве ова се случува, така. Да не забораваме дека во исто време имате и US stablecoin bill, кој што моментално треба да помине, ако не се лажам на Конгрес помина, исто така и на Сенат заглавен. Но повторно, истата ситуација. Ова лоби е тука со причина. Зошто еден од инвеститорите во ова лоби е Circle? Заради ова што го видовме моментално. Затоа што истите се многу заинтересирани за овој stablecoin акт да помине. Така, еве го Circle, ќе го најдеме веднаш. Coinbase исто така, да не забораваме, Circle, така. Затоа што Circle и Coinbase се, така речено, сестрински компании, двете поседувани индиректно од BlackRock, но како и да е. Значи, погледнете, ова се три, и тоа има уште, но ова се трите најголеми закони кои што не интересираат. Закон со кој што се запира Chokepoint 2.0, ако не знаете што е Chokepoint 2.0, запишете на нашиот канал, го имате назад во плейлистата која што ја демонстрираме на почетокот, каде што објаснуваме како моментално гериатрија Џо заедно со неговите Уорен и нели гангстерот
Гери Гангстер, се борат против крипто со тоа што буквално ги блокираат крипто ентитетите да користат банкарски услуги во Америка и на тој начин ја десеткуваат нивната работа. Вториот ни е законот за стейблкоини и третиот ни е законот со кој што јасно се прави дистинкција помеѓу крипто, кое што е хартија вредност и крипто кое што не е хартија вредност, што значи дека Гери Гангстер веќе нема право да кажува кој е, а кој не е. Има јасна регулатива која што нема никаква врска со неговиот Хауи тест од 1945 година. Така. И последната битна работа која што ја добивме буквално од ова лоби е ова. Значи кампањата на Трамп прво почна да прима криптовалути, значи тоа не е за џабе, пак ќе кажам, значи тоа има причина зашто е така. Второ, да не заборавиме дека значи на сите им е јасно дека една од најјаките ствари која што Трамп ја има во својата кампања, затоа што политичарите во Мурика победуваат врз основа на ветувања. И ветувања кон своите донори, во оваа ситуација тоа се овие донори без разлика дали се директни, дали е пак, дали е нешто друго, dark money, како и да е. Идејата е дека сите им е јасно, погледнете, политико, новото оружје на Трамп против Бајден е крипто, значи повеќе од јасно е. И сега се враќаме на она што јас го кажав. Значи не беше само Трамп, беше и сенаторот на Флорида, беше и внукот на Кенеди, дечкото со климатизер на челото. Значи, тоа беа неколку големи политички имиња кои што беа во трката за председател, кои што јавно кажаа дека ќе го поддржуваат крипто и дека ќе го легализираат крипто во Мурика. И да не забораваме една многу битна работа што ја кажа самиот Трамп. Значи погледнете што имаше да каже во однос на крипто и што се очекува од крипто кога истиот ќе стане председател. Многу битно. Значи ова е тоа што јас ви го кажувам. Еве вака функционира лоби. Thank you. And I will also stop Joe Biden's crusade to crush crypto. We're going to stop it. I will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. I will support the right to self-custody to the nation's 50 million crypto holders. Вака изгледа политичар кој што е запознае. Гледате која е разликата? Кокошката која што купувате воздух, кога купувате биткоин, и човек кој што е свесен за тоа кој е бизнис позадината на ова. Значи, крипто е најбрзо растечката индустрија во светот, негде блиску до AI, но нели, крипто интегрира и AI делови. Што значи, овој човек си е направил математиката. Овој човек добил, да не заборавиме, нормално и донации од крипто, и тоа големи донации, и тоа токму од оваа крипто супер пак кој што веќе го спомнавме, и уште еднаш, направил многу добра представа за тоа колку ќе донесе крипто во Мурика. Затоа вели, ќе легализираме, ќе запреме оваа борба која што моментално случува, односно ќе го запре Чопоин 2.0 и вика ќе гледаме да примамиме што повеќе бизнис од крипто да се врати во Мурика, затоа што се свесни дека крипто бизнисот почна да ја напушта Мурика поради гериатрија екипата која што има плюс 80 и они ни кажуваат како ќе изгледаат финансиите. Say this with your vote. I will keep Elizabeth Warren and her goons away from your Bitcoin. And I will never allow the creation of a central bank digital currency. И тоа е исто така многу битно, но вели вика ќе ја држам вика нели неписмената Уорен подалеку од вас и од вашите криптовалути и никогаш нема да дозволам стварање на CBDC, Central Bank Digital Currency, тема за друг ден. Кој би бил заклучокот на сето ова? Значи уште еднаш ќе напоменеме. Она што гледаме моментално дека се случува е буквално забрзано од ова криптолоби. Така. Значи криптолобито моментално е една од главните сили кои што помага на крипто да се развие и прошири во Америка и тоа многу, како што моментално можеме да видиме. Што значи, ова нема да запре, ова ќе се зголеми. Очекувам дека оваа криптолоби група уште толку ќе добие и на финансии, а и на сила како се движиме понатаму во годините. Они успеа на самиот почеток да стигнат до трето место според капитал кој што го поседуваат за донации во крипто. Замислите што ќе се случи кога оваа криптогрупа, групација или донор ќе постои уште некои, не знам, 4, 5, 6, 10 години. Така да ова е голема помош која ќе добиваме како крипто и тоа во иднина сум сигурен уште повеќе. Уште еднаш, тоа што го прави оваа лоби група, оваа најголема држава во светот во однос на финансии,
автоматски се враќа на адаптација на крипто во целиот свет. Не заборавајте дека многу од државите во светот гледаат како пример што се случува во оваа земја и истите потоа го следат овој пример. Така да ова е одлично за нас и верувам дека и понатаму ќе продолжи да биде една од главните работи која што треба да ја следиме. Можеби не можеме директно, затоа што многу од овие работи се случуваат позади затворени врати, но тоа не го менува фактот дека можеме да видиме како делува врз криптосферата во овие големи потези, од типот на закони, од типот на избирање на представници кои што ќе бидат про крипто. И тоа моментално се повеќе и повеќе зема замав. Така да верувам дека ова видео беше доста поучно, се надам дека научивте генерално како функционира овој лоби свет во Мурика. А во меѓувреме уште еднаш за крај нормално мораме да спомнеме оние кои се нови, погледнете го ова видео на врвот на нашиот канал со цел да научите што и како имаме во нашите плейлисти во нашиот канал и што може да научите на нашиот канал. Дополнително знаете и сами, значи се тоа што го правиме бесплатно за македонскиот народ, се што бараме од вас е еден најмал лайк, коментар, шер, со кој што буквално ќе ни помогнете да ја споделиме оваа материја на што повеќе македонци. И нормално вашата препорака, доколку се допаѓа оваа работа на нашиот канал и сакате да продолжи истото нормално за македонците ширум светот, се што барам од вас е да ни помогнете да ја прошириме оваа материја на што повеќе македонци. За крај, во секој од нашите видеа може да најдете во дескрипција опис за тоа што зборуваме и во кој дел, да не мора да гледате целото видео. Можете да скокнете до онаа точка која што ви е најинтересна. Нормално може да ги најдете нашите социјални мрежи и резервни канали, каде што имаме уште повеќе информации во однос на нашата работа и крипто. И нормално за крај имаме блокчейн адреси кои што се ставени овдека на ваше барање, кои што буквално се со цел доколку сакате да не почистите едно кафе за нашата работа, да можете да го направите тоа заедно со Купи ми кафе апликацијата, која што исто така за поддршка на дигитални креатори, чии што донации кои што веќе сте ги доставиле до нас, во 2 наврати ги доставивме до црковна организација во облик на помош во прехранбени продукти. Истото ќе го направиме и понатаму кога ќе дојдеме во ситуација да имаме доволно пари собрано на едното на другиот медиум. Значи, враќаме се што ќе добиеме македонскиот народ назад на македонскиот народ. Така да ви благодарам за соработката, благодарам за поддршката. Во текот на утрешниот ден не заборавајте дека ќе имаме специјално видео каде што ќе испоредиме Етериум и алткоините генерално, како да речам две категории на инвестиции. Верувам дека ќе ви се допадне ово видео и се гледаме во следното. Поздрав од Крипто Гемичи.